Алијанса за албанците ќе гласа за уставните измени, откако премиерот Заев прифатил голем дел од нивните барања. Ке се пишат терминот граѓани кои живеат во границите во преамбулата, каде се набројуваат етникумите, а како македонска диаспора ќе бидат впишани сите етнички заедници, што беше заедничко барање на Алијанса и БЕСА. За премиерот ваквите измени ќе го отргнале непријатното чувство и нееднаквоста. Отворено останало прашањето со кој албанскиот јазик се впишува како официјален, но и ултиматумот за државјанството. Во делот на преамбулата да се тргне делот кои што живеат во границите, за да не остави впечаток дека граѓаните албанци, турци, роми, власи секако времено да се тука. Затоа тој дел е прифатен. Денеска го тргнавме и ова другото граѓани заради тоа што од номотехнички аспект буквално дуплирањето на граѓани во преамбулата стои два пати и така правиме чувство дека сме сите еднакви во граѓаните. Во самиот предлог стоеше за диаспората на македонскиот народ, за да биде еднаква водењето на грижата на државата према сите граѓани кои што живеат во диаспората, благодарение на нивната дискусија, останува да биде како што веќе е прифатено основната нивна дискусија и барање. Сила задоволен, вели со прифаќањето на нивното барање, албанците веќе немало да бидат граѓани од друг ред, туку ќе биле рамноправни. Сепак не отстапуваат од признавањето на албанскиот јазик како официјален на цела територија. Има и работи во кои во принцип се согласуваме, ма треба да се наоѓат начини како може тоа да се изведе. Ние како Алијанса за албанците нема да тргнеме раце од нашето барање за албанскиот јазик да биде дефиниран како што стои, како што е албански јазик, не јазик кој е различен од некој друг јазик, нели? За овој дел не сме постигнале уште договор и компромис и со задоволство и за поздравување е фактот што признаено и прифатено и овој амандман. Од партијата на Касами не отстапуваат од барањето да биде избришено македонско во државјанството, но тоа велат не значи дека се кочничари во интегративниот процес на Македонија. Сепак потврдуваат, сигурно ќе гласаат за два амандмани за промена на името и границите. Не сме ние кочница, вие сите знаете дека ние двајца пратеници од движењето БЕСА го поддржавме иницијалната постапка за уставните промени, но во текот на процесот за уставните промени се променија правилата на игра, се додадоа и некои нови работи кои за нас како политичка партија, за мене и како пратеник албанец, се спорни. И тоа знаете во однос на прашањето на државјанството. Ние во дебатата тоа го искажавме. Веќе сме доставили и наш предлог амандман како тоа треба да се реши. Вице-премиерот Османи ги повика албанските опозицијски партии да не го кучат интегративниот пат на Македонија. Од независната група или 8 теми на одметнати пратеници кои дадоа зелено светло да почне процесот на уставни измени, на ден пред седницата останаа без коментар. Со ова завршува и третата последна фаза во процесот на менување на македонскиот устав. Ако Заев успее да ги добие 80 пратеници, ја има и гаранцијата за двотретинско мнозинство кој ќе носи прекрастување на Македонија. Бидејќи опозицијата најави дека нема да учествува во собраниската дебата, не е исклучено да се гласа и побрзо од предвиденото.